Во текот на кампањата за овие избори ќе се изнаслушате многу работи. Ќе видите многу рекламни спотови, многу јавни настапи и секакви дискусии. Ќе се изнаслушате секакви ветувања, само за да го привлечат вашето внимание. Некои ќе бидат дури и дрски и ќе се обидуваат да ве потценат, ветувајќи ви нереални и неостварливи проекти. Јас нема да ви ветувам чуда. Со мене знаете на што сте. Никогаш не сме ветувале премногу, но она што сме го ветиле, го реализираме. Во оваа кампања, ние се трудиме да зборуваме за две работи. За нашата нова програма, која е одлична, и со многу нови проекти и мерки, и за вредноста на нашиот збор, кој гарантира нејзино исполнување. Доколку има можност, лично со вас, да поразговарам за сето она што ве тишти и за сето она што ние го планираме. Да ве погледнам во очи и да ве замолам за вашата поддршка. Јас би ви го кажал следното од нашата програма. Ќе продолжиме со несмалено темпо да инвестираме во секој сегмент од здравството. Инвестициите во здравството се инвестиции за сите сегашни и идни генерации. Инвестиции во здрава нација и во здраво општество. Затоа ќе отпочнеме со набавка на над 3700 апарати и медицинска опрема во здравството во вредност од 33 милиони евра за повеќе од 100 здравствени установи. Во рамките на овој циклус на набавка, сериозно место завзема обезбедувањето на нови дигитални мамографи, кои ќе бидат лоцирани во поголем број установи во разни градови и за која цел инвестираме над 600.000 евра. Нови најсовремени дигитални мамографи ќе добијат клиниката за радиологија во Скопје, клиничката болница во Битола, општата болница во Куманово, општата болница во Гостивар, здравствениот дом во Скопје, здравствената станица Железара, здравствениот дом во Крила Паланка, здравствениот дом во Неготино, а нов дигитален мамограф ќе добие и здравствениот дом во Маврово и Ростуше. Ќе набавиме нови дигитални рентген апарати за повеќе установи. За клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје и тоа за одделот за интензивна нега. За клиниката за кардиологија во Скопје рентген апарат за Скопје. Потоа за клиниката за детски болести во Скопје. За здравствениот дом во Скопје. За клиничката болница во Битола, клиничката болница во Тетово и клиничката болница во Штип. За општите болници во Прилеп, каде ќе обезбедиме мобилен рентген апарат со 2 монитори, за специјалната болница Јасеново, за болниците во Куманово, во Гевгелија, во Гостивар, во Кичево. Нови стоматолошки рентгени ќе добијат и здравствениот дом Битола, медицинскиот факултет Штип, здравствениот дом во Прилеп, здравствениот дом во Гостивар, психијатриската болница во Демирхиса. За прв пат во историјата на општата болница во Кавадарци ќе набавиме нов апарат за компјутерска томографија. А ваков апарат ќе добие за прв пат и болницата во Кочани, со што значително ќе се растовари сегашниот апарат кој функционира во Штивската болница. Во клиничката болница Битола предвидена е набавка на апарат за биопсија на простатата, со што ќе се овозможи воведување нова метода која досега воопшто не се работела во болницата и пациентите биле упатувани во Скопје. На Универзитетската клиника за инфективни болести за прв пат ќе се воведе нова технологија од молекуларна диагностика. Станува збор за апаратура што е побрза, специфична, со висока сензитивност и со поголема точност во диагностиката. За прв пат во историјата ќе се набави нова хибридна сала на клиниката за државна кардиохирургија во вредност од 2 милиони евра. Со ваквата сала значително ќе се подобрат можностите за лекување на луѓето со срцеви болести и можностите за делување на кардиохирурзите, кои ќе може да действуваат со голема прецизност и да реализираат широк спектар на оперативни зафати. За клиничката болница во Тетово ќе се инвестира во набавка на ендоскопски столб за сите видови ендоскопски снимања и испитувања. За потребите на Заводот на нефрологија во Струга, за прв пат ќе се набави апарат за екстракорпорална литотрипсија, со кој што ќе се овозможи отстранување на камен без операција, со негово разбивање со ултразвук. Во општата болница во Прилеп ќе набавиме нов апарат за лапароскопија,
како и стол за артроскопија со колен инструментариум. Во нова опрема, во Струмица, ќе вложиме речиси 1 милион евра, а ќе набавиме нови 125 апарати, наменети за општата болница и здравствениот дом во овој град. За Куманово предвидуваме околу 900.000 евра за набавка на 157 апарати за болницата и здравствениот дом. Градот Охрид и жителите од овој регион ќе добијат нова медицинска опрема вредна 3 милиони евра. Ќе набавиме околу 500 нови апарати, наменети за општата болница Охрид, здравствениот дом, како и специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо и Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања во Охрид. Ве повикувам да ја прочитате нашата програма, на која јас лично и мојот тим вложивме огромен труд и во која се преточени многу идеи и многу искуство од Македонија и од светот, и да гласате за проекти кои што докажано се исполнуваат. Затоа што ти знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија.